По однос на сообраќајната несреќа во која животот го загуби Никола Младенов, ве информираме дека до судот се доставени записник за увид, криминалистичко-техничко вештачење, обдукциониот навод и скица и фотодокументација од лице место. Од сето тоа треба да добиеме фактички одговор за утврдување на причинско-последичната врска за самиот настан. Од сето што денеска, односно во текот на вчерашниот ден е доставено до судот, можам да информирам дека смртта настанала насилно поради прекин на работата на аортата и во таа смисла утврдено е од обдукциониот навод дека нема присуство на алкохол и психотропни супстанции. Од друга страна, сообраќајното вештачење и скицата од увидот на лице место го покажува движењето, значи на возилото и неговата положба по несреќата. Во таа смисла сакам да истакнам дека оштетувањата на возилото се од самото превртување, она што беше дел од шпекулации во јавноста дека има контакт со друго возило, можам да изјавам дека такви анализи немаме, односно од левата страна од возилото нема значи траги од контакт од друго возило и трагите од боја кои се наоѓале на десната страна од возилото, според анализите официјални кои ги добивме, не потекнуваат од боја која се става значи на автомобили, туку најверојатно дека се работи за антикорозивно средство. Од друга страна, сакам да истакнам дека утврдено е дека покојниот Никола Младенов не бил значи врзан со сигурносен појас во моментот на несреќата и констатирано е од обдукциониот навод дека држал во раката цигара. Тоа е значи она што официјално како податоци врз основа на преземените истражни действија се доставени до нас до судот. Она што беше предмет на шпекулации дека има траги од кочење и делови од автомобил, констатирано е дека значи се работи за два изолирани случаи кои како сообраќајни несреќи на истото место се случиле, едното во 2010 година мислам, а другото во јануари 2012 година и фарот што е пронеден потекнува од возило марка Субару. Значи се работи за изолирани случаи кои апсолутно немаат врска со овој настан. Понатаму би можел да истакнам дека во текот на постапката, значи се направени сите потребни анализи врз основа на наредби на истражен судија. Истражниот судија кој бил дежурен дента излегол на лице место некаде околу 12 часот и со увид завршил некаде околу 17 часот. Што значи сите овие документи ќе бидат доставени до јавниот обвинител и ќе бидат проследени понатаму, значи до јавното обвинителство за да јавниот обвинител понатаму направи анализа и доколку смета дека е потребно да се преземе нешто дополнително, тоа во секој случај ќе биде направено. Дали врз основа на ова може да се утврди што е причината за излетувањето од патот? Сега во овој момент се работи за тоа дека сите анализи покажуваат дека се работи фактички за еден несреќен случај и
Причините поради кои дошло до излетување на возилото се веќе биле предмет на анализа, а тоа значи од криминалистичкото вештачење е утврдено дека брзината на движењето на возилото била некаде 160 км на час, а тоа се извлекува како заклучок од првичниот контакт, односно удар во заштитната ограда од автопатот. Она што е битно, од левата страна на автопатот, трагите кои останале, значи, на заштитната ограда, односно потекнуваат од изолиран случај на сообраќајна незгода која се случила во 2010 година. Во таа смисла се направени тие споредбени анализи во Министерството за внатрешни работи. Значи Младенов извил контрола врз возилото, тоа е заклучок. Сите индици укажуваат дека се работи за таков случај. Беше најавено вештачење за техничката исправност на возилото и тука излегуваат некои спекулации дека можно е да се независно тело да ги прави експерти од фабриката на Мерцедес. Значи, дали тоа вештачење е направено, дополнително ќе се прави и кој ќе го прави? Дали машински скопија би тоа? По однос на дополнителните вештачења на возилото, јас не сум запознат. Тоа сепак се прави по предлог на евентуално на јавниот обвинител, откако ќе направи целосна анализа на досега до доставените материјали, односно материјални докази. Повелете. Работи за несреќен случај, дека нема потреба да се испитува. Не го спомнавте телефонот, дали е пронајден на Никола Младенов, од каде доаѓал, со кого се сретнал во Велес, затоа што и тие информации во јавноста не се познати, а може би се и потребни за истрагата. Прашањето ми е дали со тоа што утврдувате дека е несреќен случај, тука завршува вашата работа и нема да го испитувате другиот дел. На вашето прашање може да дам краток одговор дека овде не се работи за истрага. Значи се работи за истражни действија, каде што ние овој дел го третираме како сообраќајна несреќа, незгода во која едно лице го загубило животот. Што значи, повторувам, во овој момент немаме индиции дека се работи за кривично дело, но по анализата која ќе биде направена од јавниот обвинител, што согласно законот е и потребно, евентуално ќе бидат преземени дополнителни действија. Не сум запознат за тоа, дали е пронајден телефонот. Јас информирам за она што е официјално било предмет на анализа врз основа на наредби кои ги има согласно законот дадено истражниот судија. Добро, каква состојба беше возилото? Техничка исправност. Дали можеби возилото има удел како причина за сообраќај? Тоа е дел од она што како би рекол од евентуално дополнително вештачење, меѓутоа за таква работа треба да се направи, значи, проценка, односно треба да се направи целосна анализа пред се на досега собраните материјали и откако ќе биде направена таа анализа во понатамошниот тек, можеби и ќе биде, значи, побарано вештачење во смисла во која вие го поставувате прашање. За сега не се знае дали било технички исправно или неисправно. Апсолутно немам информација и по однос на анализата не би давал никаков коментар, бидејќи тоа не е тема во овој дел од постапката, затоа што она што било дел од постапката е веќе преземено и понатаму, како што кажав, значи ќе биде проследено до јавниот обвинител на одлучување. Кажете, смртта настанала насилно со оглед на состојбата на артеријата. Што всушност значи тоа? Колку време бил жив или кога починал и како последица на што насилно? Тоа е веќе прашање за Институтот за судска медицина, за тој што е работел обдукцијата, односно за лица кои се стручни и компетентни во таа област. И тоа до вас доставили зашто? Без разлика, тоа е веќе прашање стручно, кое се однесува на лица кои се стручни за таа област. Колку претходните активности движењето на Баден таа вечер
се поврзани со несреќни случаи. Дали тоа е проверено во истрага? Она што е проверено во досегашниот тек на постапката, значи повторувам, не се работи за истрага и ние не истражуваме во фаза на истрага, туку се преземаат истражни действија. Што значи се што имав да ви кажам во однос на овој настан до сега, она што е доставено до судот, тоа е и презентирано денеска, а понатаму евентуално ќе бидете дополнително известени ако имаме нешто ново. Како го заклучите дека се работи за сообраќајна истрага во сите околности за кои што ве прашавме, а тоа е обдукција, вештачење на возилото, околностите под кои настанала смртта, доаѓањето на Никола Младенов не сте ги утврдили, а сте утврдиле дека е сообраќајна истрага. Според она што до сега е преземено како действие, записник, скица и фотодокументација од увид на лице место, апсолутно, значи неспорно се укажува на тоа дека се работи за сообраќајна несреќа. А веќе еднаш одговорив на прашањето, значи понатамошните действија ќе бидат значи предмет евентуално доколку јавниот обвинител цени дека треба да се преземе нешто повеќе од тоа. Благодарам сега за сега. Еве, господин. Не, јас сакам само да појасниме, затоа што велите 160 на час. Зошто се битни тие криминалистичкиот дел на вештачењето? Дали, например, таа брзина може да е предизвикана затоа што некој го бркал, например. Затоа беше битно да се знае дали тој Сето ова што вие го говорите, тоа е дел од истражна постапка која сега не се води. А не се води. Сега не се води и нема воопшто простор да се води истражна постапка, бидејќи истражната постапка се води исклучиво по предлог на овластен предлагач, тој е јавниот обвинител.